два меча. Два дерби меча имаме викендов. Еден од Премиер Лига, стандард, и еден од Ла Лига. Ама нема трета недела поред да збориме за Сити. Доста е. Ај валја ќе тепаат викендов. Или нема да тепаат. Добре дојдовте во уште една епизода на Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Network. Како што е редот, одиме прво со Фантази Премиер Лига, па после тоа ќе се вратиме на оние дерби надпревари. Значи, минатата недела беше катастрофална на Фантази Премиер Лига. Не за мене, за сите. Јас имав само 56 бода, а повторно бев над оној просек кој што беше 47 бода. И тоа искрено ме спасија овие фудбалери од Челси, Енсо Фернандес кој што го земав баш минатата недела и Джексон, асистенција и гол. Да видиме како сум напредувал на лигата на sportski.mk. Моментално сум 13, што е одлично. Така да имам големи шанси за пласман во топ 5 местата во оваа лига и освојување на една од оние награди, кои што ги видевме уште на стартот од сезоната. Сега, што ќе направам за ова коло? Ќе го продавам, имам 1,3 милиони буџет, кој што ми се во резерва, ќе го давам со Умаре, а на негово место ќе земам новата звезда на Манчестер Юнайтед. Амат. Make confirm. Добро. Амат иде у првиот тим на местото на Жоао Педро од Брайтон. А Жоао Педро ќе биде прва замена. И тоа е тоа. Еве го мојот тим за ова недела. Флекен, Педро Поро, Салиба, Гвардиол, Амат, Салах, Сака, Енсо Фернандес, Палмер, напад Вуд и Джексон. Тоа е тоа. Ајде да дадам неколку предлози за оваа недела. Првиот предлог, како што кажав, е Амат. Манчестер Юнайтед 5,2 милиони фунти. Обично играч кој чини меѓу 5 и 6 милиони фунти не е приоритет за купување или продавање, но што се однесува до ефтините играчи од средниот ред, Амат дефинитивно вреди да се купи. Дури за кратко време тој стана миленик на Рубен Аморим. Првично во улога на десен бек, сега во улога на десен напаѓач. Втор најдобар играч од средниот ред во Манчестер Юнайтед, играч кој допрва треба да го одигра најдоброто. Земајте го. Втор предлог. Втор предлог. Исто ефтин фудбалер Робинсон Фулам 4,8 милиони фунти. Робинсон е на вистина импресивен во одбраната и во офанзивата на Фулам. Особено минатиот викенд против Ливерпул, каде што ја забележа 5-та и 6-та асистенција оваа сезона. Фулам се игра со Саутгемптон на домашен терен. Да. И е фаворит. А по цена од 4,8 милиони фунти нема да најдете подобар играч во одбраната. И последниот предлог Александар Исак, Ньюкасл 8,7 милиони фунти. 3 гола, 2 асистенции во последните 4 недели. Ньюкасл сега игра со Ипсвич. И ова е совршено време да го доведете напаѓачот на Ньюкасл доколку веќе го немате. Треба да игра 90 минути постојано во текот на празничниот период, зашто Калум Вилсон е повреден. Земете некој од овие тројца, мислам дека нема да зажалите. Јас го земав Амат, па ќе видиме како ќе поминам. Ајде, ќе биде овој интересен викенд во Премиер Лигата. Прв меч, недела, Премиер Лига, Тотенхем, Ливерпул. Ако ја видиме табелата, тогаш јасно е речиси се. Ама ова е дерби во секој случај. Нема поинтересен надпревар од овој викендов во Англија. Ако Ливерпул продолжи вака, Клоп ќе биде брзо преболен поради слот. Ливерпул игра топ и ако не беа последните две ремија на последните два меча против Ньюкасл и Фулам, веќе ќе славеа титулата. Добро, тука се Челси и Арсенал во близина, ама Сити е далеку. Тоа е голема шанса за Ливерпул оваа сезона.
И има уште една позитива во Ливерпул. Ама само ако му веруваме на Агуеро. Да, Агуеро. Агуеро гостуваше на еден фудбалски подкаст и ги израдува навивачите на црвените. Од оно што го дознав, Салак веќе потпишал 2-годишен договор со Ливерпул, вика Агуеро. Топ. Тотенгем се врати на победите, ама далеку се од оно што се очекуваше од нив. Ама нема да биде така лесно за Ливерпул. На последните 8 надпревари помеѓу двете екипи секогаш било гол-гол. А тука имаме резултати како 4-2, 4-3, 2-2, 1-3. Така да, очекувајте голови. Се враќаме ден порано во сабота. Ла Лига. Барселона, Атлетико Мадрид. Ќе биде ова крајно неизвестна сезона во Шпанија. Двете екипи имаат по 38 бода, прво и второ место на табела. Но Атлетико има надпревар помалку. Сега, Барса е фаворит, ама на последните 6 надпревари во Ла Лига има само една победа. Минатото коло изгубија дома од Леганес, човече. Атлетико од друга страна е во топ форма. 11 победи поред во сите конкуренции. Ќе биде интересно. Него едно е јасно кај Барса. Што и да се деси, ќе игра рекордерот Кунде. Дефанзивецот влезе во историјата на фудбалот како играч со најмногу одиграни минути во една календарска година. За Барселона и Франција Кунде одигра 69 надпревари, а на теренот помина неверојатни 5872 минути. Машина. Кој ќе тепа? Никој. Нерешено. Дечкове се за ова видео. Се надам дека го прилековме вашето внимание, а може и ќе ги погодиме двата надпревари. Не заборавајте да притиснете subscribe на YouTube каналот BMG Network, следете ни на социјалните мрежи, на Instagram и на Facebook и бидете во текст со сите новитети во светот на спортот. Се гледаме. Убав викенд.